во ова издание. Денес се празнува католичкиот Божич. Владата на САД затворена веќе 4-ти ден. Председателот се откажа од божична прослава. Како ќе се одрази посетата на папата на Македонија следната година на верски и политички план? Професорите со различни анализи. Има ли подобрување во слободата на медиумите во Македонија? Нов извештај на Сдруженијето на новинари. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Среќен Божич за сите кои денес го слават овој празник. А председателот на САД пак се откажа од божична прослава и остана во Белата куќа поради затворање на владата која трае веќе 4-ти ден. За сега не се знае кога ќе се постигне договор за буџетот. А во Македонија, ЗНМ со нов извештај за слободата на медиумите. Владимир Мирчевски известува. Во 2018-та немало сериозни промени во медиумската сфера во Македонија, се нотира во годишниот извештај на ЗНМ кој се темели на 3 индикатори: правната рамка за слобода на медиумите, позицијата на новинарите во редакциите и нивната безбедност. Најголемото и најстаро новинарско здружение во земјава ја критикува актуелната власт дека ги заборавила медиумските реформи кои беа најавувани како едни од клучните. Измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, кои требаше да создадат подобар амбиент за работата на медиумите, не е усвоен се уште во собранието на РН. Во 2018 година не само што немаше подобрување во делот на законската медиумска легислатива, туку имаше и одредено за жал назадување. Во текот на летните одмори во јули месец, без никаква дебата и целосно нетранспарентно, владата ги усвои измените и дополнувањата на изборниот законник и Законот за финансирање на политички партии. Сепак 2018-та донела и позитивни елементи за новинарската заедница. Одредено подобрување на безбедноста на новинарите. Имено, бројот на напади е намален за 3 пати. Според истражувањето на ЗНМ во Македонија речиси половина од новинарите имаат помала плата од државниот просек од 400 евра, повеќето новинари немаат договори за вработување на неопределено време, а 19% се привремено ангажирани како хонорарни работници. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Посетата на папата на Македонија следната година има 2 димензии, верска и политичка, сметаат професорите со кои разговараше колегата Мики Трајковски. Еве што кажа. Доаѓањето на првиот човек на Римо-католичката црква на Македонија, папата Францис, во мај 2019 година има 2 димензии, верска и политичка. Ова го вели Цане Мојановски, универзитетски професор и добар позналач на црковните прилики во регионот. Според него, верската се однесува на силната подршка на Ватикан во однос на градењето на меѓуверски диалог и толеранција, а политичката на поддршката за европските перспективи на Македонија и потребата од нејзина интеграција. Ова доаѓање и морална поддршка на водачот на католичката црква или на Светата столица во напорите на македонските верници, на македонското граѓанство за дилемите кои се појавуваат околу новите или актуелните прашања поврзани со имплементацијата на договорот од Преспа и особено потребата од носење на решение. Ова е можност за уште поголема промоција на земјава на меѓународен план, бидејќи очите на светската јавност тогаш ќе бидат вперени кон Македонија, смета универзитетскиот професор Сейфул Османи. Сигурно тој има и цели кои што он ќе ги промовира при доаѓање во Македонија. Не му е сигурно познато дека се работи за едно општество кое што е многу шарено од аспект на вери и националности, припадности и сигурно таа синергија која што нас сите не држи заедно и не соединува низ некои заеднички вредности е причината која што влијала кај папата да тој дополнително сака да дојде кај нас. Доаѓањето на папата во Република Македонија треба да се наблюдува како нова иницијатива на верски план, посебно на подрачјето на Западен Балкан и на Балканот воопшто, каде што тие верски разлики се
присутни, а во одделни ситуации и подгреваат одделни конфликти. Мојановски доаѓањето на папата уште го споредува и со признавањето на Македонија под уставното име од страна на САД, што во јавноста тогаш беше доживеано како силна поддршка од официјален Вашингтон. Според него, доаѓањето на овој висок верски, но и државен лидер кој во современиот свет има силно меѓународно влијание е добра вест. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Популистичките движења во Европа се засилија во 2018-та, особено во Италија, Унгарија и во Полска. Хенри Риджвел за овој тренд. На самиот крај на годинава, популизмот во Европа доби нова боја – жолта. Движењето на така наречените жолти елеци се расшири во Франција во знак на протест против даноците за гориво и прерасна во демонстрации низ целата држава. Луѓето овде се вистински и не се прават нешто што не се. Председателот Емануел Макрон, кој некогаш се сметаше за човек против популизмот, одговори на реакциите со тоа што го одложи зголемувањето на даноците. Сепак, последицата е враќање на популизмот како политичка сила. Годинава се врати овој бран. Грешка беше што верував дека ваквото движење е стопирано. Сушност се криеше зад Макрон. Но популизмот во 2018 година има една разлика. Крајната десница и крајната левица протестираа заедно. Претходно беа раздвоени, а сега во држави како Италија и Франција ги имате двете страни во исто време. Целта на ова обединување во Италија е борбата против мигрантите кои доаѓаат на италијанското крајбрежје и кое го стави Рим во позиција против Европската унија. Министерот за внатрешни работи Матео Салвини, виден со лидерката на француската крајна десница Марин Ле Пен, стана лице на борбата против популизмот во Европската унија. Quindi chiudo con questo ragionamento, i nemici dell'Europa. Непријателите на Европа се наоѓаат во Брисел. Потресена од политичките земјотреси, Европската унија предупреди дека се загрозени основните граѓански слободи. Живееме во свет на популистички сили и деструктивни реторики. Во Шпанија, која некогаш беше имуна на десничарските политики, партијата Vox бележи напредок. Овие политички движења ќе траат со децении. Но популистите имаат конкуренција. Проевропската Зелена партија се издигна како сила во Германија, оставајќи ја крајно десничарската партија Алтернатива за Германија на 4-то место. Во Унгарија пак има улични протести против популистичката влада на Виктор Орбан. Поделбата на европските политики може да има големи последици врз европските парламентарни избори, закажани за мај 2019. А еве каков божиќен подарок доби едно бездомно семејство во Лос Анџелес. Мајко Саливан за ова. Џон Килгор се подготвува за Божик. Прв што го поминал заедно со неговите деца. Сакавме да бидеме во простор кој ќе го наречеме наш дом. Во апартманот има 4 кревети, за него и за неговите 5 деца на возраст од 9 до 14 години. Удобно е, имаме простор да правиме што сакаме. Имаме телевизор и се друго што ни треба. Тука се заедно, како една фамилија. Многу сум среќен што се преселивме овде. Ова е најдоброто нешто што ми се случило. Комплексот со апартмани има необичен дизајн. Изграден е од бродски контейнери во рамките на партнерска соработка помеѓу непрофитна организација и Flyway Homes, профитно предпријатие кое работи на решавање на социјални проблеми. Уште поважно од самиот контейнер е концептот на фабрички изграден дом, каде во суштина производот е самата зграда. 53.000 луѓе во Лос Анџелес се бездомници. Многумина живеат на улиците. Во околината на Лос Анџелес има неколку области каде бездомништвото е голем проблем. Луѓето живеат во шатори. Сепак, се повеќе пари се инвестираат во сместување на овие лица, што е одлична работа. За Џон Килгор и неговите деца, овој Божик значи нов почеток. Во 2019 година сакаме да работиме на личните цели и да се подобриме себеси. Ваквите домови се одличен начин за решавање на проблемот на бездомништвото. Ова беше Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Пријатно.